Каков е профилот на жртва на семејно насилство? Како да и се помогне? Кој е профилот на насилникот во семејството? Како во една традиционална и конзервативна средина да објасниме дека насилството што се случува во семејството сепак не е приватна работа? За овие, но и за многу други прашања, во емисијата Мој збор денеска ќе разговарам со Наташа Доковска од Новинари за човекови права и со Цеца Камчева од Женскиот центар за поддршка при град Скопје. Ја следите емисијата Мој збор, концепт двоглед. Тука јас би почнала од друга страна, колку нашите новинари се подготвени, односно колку им е дадена шанса да покриваат теми од оваа област. Сите сме свесни дека станува збор за една навистина комплексна тема за која што потребно да имаме познавање од неколку аспекти, односно од неколку сфери. Новинарите, посебно младите новинари, на кои што им се дава да ги третираат овие теми, започнуваат, доаѓаат, учат, сакаат, но после 6-7 месеци кои ќе ги побараме велат, не сум веќе тамо, или ме сменија мене во друга рубрика, јас не можам ова да го покријам, што значи дека остануваат осакатени, или сега парафразирам, во оној дел во кој што треба да има континуитет во нивното знаење и покривање на темата. Ние како организација многу често реагираме и пишуваме дописки, преписки за тоа како се третираат темите. И верувајте, јас сум се нашла многу пати во слична ситуација кога работев активно како новинар, да напишам текстот воопшто да не е сменет, но некој од уредниците да се земе за право и само да го смени насловот, кој што е сензационален и кој што нели сака да привлече внимание да се прочита. Проблемот не е, јас не го гледам тука проблемот многу со новинарите и во, условно кажано, незнаењето на новинарите, дека зборувам за професионално неедуцирани новинари, че не зборувам за оние кои што сакаат да бидат новинари и им е овозможено денеска со напливот на нови медиуми, електронски медиуми, значи секој кој што сака денеска може да биде. Јас сега говорам за објективните, професионалните новинари, дека не е толку проблемот кај нив, колку што е проблемот кај уредниците, односно собствениците на приватни медиуми, кои што сметаат дека насловот или сензацијата ќе им донесе повеќе кликови, повеќе пари, условно кажано повеќе крв, отколку вистински обработени и објавена информација. Ние како организација досега на неколку пати имаме работено со уредници и со собственици на медиуми за да им кажеме која е нивната улога во креирањето на општеството, затоа што да не забораваме медиумите, односно новинарите имаат голема улога, значи информирањето, односно споделувањето на информацијата не треба да биде само споделување на информација и толку. Нашата улога е многу поголема, нашата улога е едукативна. Значи ние треба да ги едуцираме оние кои што не слушаат и јас велам дека секогаш треба да испратиме позитивна информација, односно да испратиме информација во која што ќе има решение, а тоа е засновано на мировното новинарство, кое што за жал кај нас никој не го имплементира. Овој женски центар е наменет за сите жени жртви кои што трпат семејно насилство и нуди поддршка од психолог, односно психолошко советување на жената која што преживеала насилство, преку кое таа се зајакнува и помага да се разберат, да ги разбере нејзините чувства, мисли, емоции, исто така да ги открие основните причини за проблемите, да се справи со непосредните причини за стрес и вознемиреност, да ги надмине траумите и исто така преживеаните траумите кои што ги имала, да ја надмине таа насилна врска, се работи на траумите и исто така надминување на истите трауми. Така. Освен психолошкото советување, Женскиот центар нуди и помош и поддршка од страна на социјална работничка, која што исто така им помага на жените жртви, ги придружува, советува и информира за социјалните и здравствените права и придружува, упатува и советува за добивање на документи за лична идентификација, како и директна комуникација со институциите и организациите кои што работат во оваа област. Прави процена на социјален ризик, се прави безбеден план, ризик од бездомништво. Така.
најчесто го пријавува жената насилството, иако можам да кажам дека тоа не е толку често колку што би требало да биде. Не дека само жените се жртви на насилство, за жал имаме и мажи жртви на насилство, имаме и деца жртви на насилство. Насилниците не се секогаш мажи, значи може да бидат жени, но во последно време се повеќе се и деца жртви на насилство. Така што ова е комплексно прашање и треба многу да се работи. Сега за сега жените се тие кои што се многу повеќе едуцирани на оваа тема кај нас, на кои што многу повеќе им се дава доверба. Значи, сите оние тренинзи кои што се направени некаде од средината до 90-тите навака, се однесуваат конкретно на едукација на жените, како жените да се охрабрат да пријават насилство, што и треба да се прави, затоа што да не забораваме дека кај нас секоја трета жена е жртва на физичко насилство, на семено насилство, а секоја жена е жртва на психичко насилство. Сега имаме ние и некои нови облици, не се нови, но нели ги двоиме и велиме дека имаме се повеќе жени жртви на економско насилство или финансиско насилство, каде што жената се плаши, едноставно кај нас жените се плашат да пријават насилство од повеќе причини. Се плашат да не останат без пари, се плашат да не им биде земено детето, се плашат да не бидат избркани на улица, да не изгубат работата, во зависност од тоа каде го трпат насилството. Значи, станува збор за комплексна појава на која што треба да се пристапи од повеќе страни, затоа не може само еден. Значи, тоа е работа, мултидисциплинарна работа, во која што треба жената од повеќе страни да биде едуцирана, да биде охрабрена, но треба не само да биде едуцирана, охрабрена, треба да знае како да го направи тоа и што е уште поважно. Ние треба да ја едуцираме од другата страна, тие кои што треба да ја поружат помош на жената. Значи, ние имаме едуцирани значи има социолози, има психолози, има еден куп на полицајци, но јас мислам дека тоа не е доволно. Значи, често пати се случува да ние имаме јавување, ние немаме СОС телефон, но имаме контакт со жени кои што ни бараат, сакаат да пријават насилство, сакаат нивните приказни да излезат во медиум и имаме значи жени кои што велат, ама јас јавив во полиција, таму не сакаат ни да разговараат кога сум жена. Значи немаат можност, немаат со кого да разговараат, а тоа е многу важно. Значи ние мораме да ги сензибилизираме полицајците кои што се први, кои што први ја слушаат информацијата, ја примаат информацијата и кои што треба да реагираат. Не велам дека се сите такви, напротив, но дека треба сите да бидат сензибилизирани. Апсолутно се согласувам со што го кажа, кај нас има процент на насилство врз мажи, сведоци сме на тоа, но тоа е многу помалце видливо. Речиси невидливо, значи мажите кај нас се срамота, оној менталитет кој што се уште нели го имаме тука кај што мажот сега срамота е да излезе и да се пожали дека жена го малтретира без разлика дали станува збор за физичко, економско или психичко насилство. Мажите се многу повеќе цел на психичко насилство, според оние истражувања кои што ние ги имаме, но како што кажав, многу повеќе едукација и тренинзи кај нас и во изминатиот период има за жени жртви на насилство, бидејќи де факто тие се во многу поголем процент жртви. Вака, значи од нашето досегашно искуство, значи ние секојдневно се соочуваме со различни изјави за насилство и од различен профил на жртви, па така нема некој конкретен профил, нели кој што може да го пријавуваат насилството. Значи тоа може да бидат жени на било која возраст, било кој социјален статус, исто така и независно од степенот на образованието. Ние не работиме со мажи жртви на семејно насилство, но сепак постојат организации нели кои што работат и со нив, но во нели нашето општество сметам дека нели повеќе жените се охрабруваат да го пријават насилството за разлика од мажите, затоа што тие сепак имаат повеќе срам, што ќе речат нели пријателите, што ќе речат комшиите, па дека тоа јас сум маж, како јас може да трпам насилство, но не е исклучок дека и тие преживуваат насилство. За тоа мора да сведочи самата жена.
односно самата жртва, рековме дека не мора да е секогаш жена. Значи постојат тие психосоцијални методи на со кои што се работат со жените, односно со жртвите, и мислам дека психичкото насилство е многу поприсутно отколку физичкото, па и економското, мада и економското, односно финансиското насилство кај нас станува се повеќе да испливува, значи да биде број 1, а јас реков дека речиси секоја жена била барем еднаш во животот жртва на психичко насилство. Значи се соочуваме тоа секаде и не само многу повеќе и на работа се соочуваат жените со тоа. И мислам дека говорењето, мислам дека техниките на самоодбрана се многу важни. Тука би сакала да спомнам дека ние како организација, како дел од Европското движење за самоодбрана, веќе започнуваме еден проект кој што се однесува на имплементација на Маршаловиот артс и во неговите две фази за едукација на наставници и жени од безбедните или сигурните куќи како да се самоодбранат во момент кога врз нив има насилство. Зошто наставниците? Наставниците затоа што сакаме да ги едуцираме тоа да им го пренесат на учениците на часовите по физичко, барем еднаш во месецот, а на жените кои што се наоѓаат во тие сигурни куќи да ги охрабриме и да ги едуцираме како да се самоодбранат во случај да има физичко насилство врз нив, но тука има и уште една фаза, тоа е фазата на вербална самоодбрана, а тоа значи начин на говорење како преку збор да се одбранат, односно да се обидат да го омекнат или да го анулираат насилството врз нив кој што насилникот сака да го направи. Станува збор за долг проект, односно долготраен проект кој што ќе трае неколку години и во кој што би требало да бидат опфатени речиси сите училишта, безбедносни, односно сигурни куќи, па дури јавните институции каде што жените најавуваат, односно кажуваат дека честопати се жртва на мобинг. Кога зборуваме за овие видови на насилство, тоа е малку потешко, нели, дека да се докаже, затоа што, како што и спомнавте, физичкото насилство е видливо, кога се случува во моментот, може веднаш да се пријави, може да се извади медицинска документација, па кога се пријавува во полиција или во надлежните институции, тоа може да се види. Но кога зборуваме за ова психичкото, сексуалното или економското насилство, тоа не е видливо. И жените, обично жртвите, многу тешко може и да го препознаат. Тоа уствари го сваќаат покасно, од кога ќе почнат процес на психолошко советување, па заклучуваат дека тие во семејството од страна на насилникот или од сопругот веќе го преживувале тоа насилство многу подолго време пред да се случи физичкото насилство. Во услови кога имаме толку развиена технологија, кога децата се постојано со телефоните и таблетите в раце, говорам за оние малку поголемите кои што нели разбираат, мислам дека едукацијата на училиште или во училишни активности, каде што преку социјалните мрежи може да се допре до нив, значи можеме да влијаеме на тој начин да децата знаат со едно копче да притиснат и да пријават насилство. Значи треба да ги едуцираме во таа насока. Но она што за мене е многу поважно е едукацијата да дојде и да почне од дома. Значи доколку жртвата на насилство не успее да му објасни на детето дека се они загрозени, дека може да се случи во секој момент и што да направат, надвор многу потешко детето ќе разбере што се случува. Значи, јас тргнувам дека треба дома да започнат со едукација и нормално во училиште, преку социјалните мрежи, бидејќи они се секој ден цел на социјалните мрежи. Значи, они се цел, не се социјалните мрежи нивна цел. И мислам дека тоа е единствениот начин да се допре повеќе до нив и да се работи со поддршка, затоа што мораме да бидеме свесни дека последиците по тоа кај децата се многу поголеми.
Да, вака кога зборуваме за деца, веќе тоа е малку посензитивна тема и ниедно насилство кога се работи за деца не е оправдано. Детето да може да биде жртва на семејно насилство во семејството, дали директно и индиректно, и тоа тешко може да се утврди и открие, а може да предизвика и доста тешки последици по психичкиот и физичкиот развој кај детето. Затоа овде мора институциите да се вклучат и тие мора детето мора да биде заштитено, а исто така мора да му обезбедат и заштита, целосна заштита. Тежок е процесот кога се вклучуваат и деца и кога минуваат низ институции, испрашувања, изјави. Тоа е малку покомплицирано. Жртвите имаат многу малку доверба. Односно, немаат речиси воопшто, затоа многу повеќе се јавуваат во граѓанските организации. Пред година дена, скоро 2 години, ние имавме 3-годишен проект во кој што новинарката Валентина Ѓорѓиевска-Парго направи една низа од приказни кои што се однесуваат токму на семејното насилство и како да се реши тоа со конкретни вистински примери. Значи, нас ни се јавува като дневно жени кои што раскажуваа што им се случувало, кои што раскажуваа како го решиле и дали го решиле. Имаше многу тие кои што не успеа да го решат проблемот и се вратија во канџите на насилството, бидејќи институциите не успеа да им излезат. Јас ќе кажам само дека нашата држава како потписник на Истанбулската конвенција се уште го нема позитивно одговорено на сите оние барања кои што треба да ги има. Например, еве во Прилеп нема безбедносна куќа, сигурна куќа, иако тоа ние сме задолжени во населени места со одреден број на граѓани, на жители да има минимум по една семена куќа. Значи, конкретно кажам, затоа што знам дека таму имавме јавувања жени кои што ние и рековме, ја упативме да оди во сигурната куќа, таа вели, па нема, тоа не постои веќе. Значи, примерот е само еден, а ги имаме многу. Значи, жртвите на семено насилство, на било какво насилство, веруете, нема каде да се јават. И кога ќе се јават, тоа не е доволно. Значи, има 4-5 места, а ние сме голем град на кој што му се потребно многу повеќе. А да не зборам за натрешноста во Скопје и те како има безбедности сигурни куќи, но нема во другите држави. Јас можам да ви кажам само еден пример. Некаде, тоа беше крајот на 90-тите години, бев на една студиска посета во Монголија, во Улан-Батор, каде што имаше една сигурносна куќа која што беше поддржана од фондацијата на Медлина Олбрайт. Веруете дека скоро 25 години од таа посета тамо, ние тука се уште немаме таква безбедна куќа. Така што далеку сме. Да, кога имаме таков случај, кога тие се обесхрабруваат да го пријават, едното отишле во полиција, отишле во центар за социјална работа, и кога самите не можат или не биле соодветно информирани, тие се јавуваат кај нас со цел да им се пружи таа поддршка и придружба. Кога одиш со придружба, нели, од социјална работничка од кај нас, некако се осеќаат помотивирани, поохрабрени, веќе ги имаат информациите што треба и што може центарот да им понуди, кој според, нели, Законот за заштита од семејно насилство. И тука веќе имаме похрабра, може да кажеме, жена, кога некој од нас ја придружува и е со неа до крај да го истера цел тој процес заедно, дали се децата вклучени или не. Значи, до сега се нема случајно, барем од она ние што го имаме истражувано на терен и од оние анализи кои што ги правевме, ние можам само да кажам дека од 96 до 2006 година, секоја година правевме истражување за вооруженото насилство во семејството. Да ви кажам дека никогаш насилникот не го направил насилството без да има корен во однесувањето. Тоа значи дека насилникот речиси никогаш не бил насилник без причина, не дека жената го провоцирала, него дека значи има некаква нешто што го влече да го прави. Тоа во главном станува збор за лица кои што биле насилници, кои што доаѓаат од подземните кругови, лица кои што биле инволвирани во консумација, препродажба на дрога, алкохол, оружје, но
некаде крајот на 90-тите имавме голем број на мажи кои што станаа насилници поради моменталната состојба во која што се наоѓаа. Тоа беше периодот на транзиција, губење на работни места, останување дома, дома остануваат сите без пари, невработеност, немање пари да се издржува семејството и настануваа конфликти кои што вродија до зголемен процент на насилство. Примерот го имаме ние и сега, во пандемијава. Значи, во услови на COVID-19 минатата година, кога и неколку месеци бевме буквално сите затворени дома, кога деца не одеа на училиште, кога маж и жена седат дома, едниот на еден лаптоп, другиот на друг работи онлайн или имаат само еден, а детето мора да оди да следи настава, нели онлайн. Значи, имавме ситуации каде што имавме многу јавувања, каде што имаше насилство предизвикано од моменталната ситуација со пандемијата. Значи, се зависи од ситуацијата во која што се наоѓаме, иако во најголем процент станува збор за насилници кои што имаат приказна во однос на насилството. Вака, значи, ова често пати се поставува ова прашање, односно постојано се бара да се даде опис како би изгледал насилникот во семејството, но кога ќе се навлезе подлабоко во оваа тематика, ќе дојдеме до сознание дека насилник не е само лице, нели, кој што има криминално дело, кое што користи психотропни супстанции или зависник од алкохол, меѓу исто така често се јавува и лице кое што на прв поглед не дава знаци. Значи може да се работи за лице кое што е доста повлечено, доста срамливо, но обично за овие личности можеме да кажеме дека се малку и поопасни, затоа што тие сакаат да имаат целата контрола и моќ врз жената и врз семејството, и овде мора да се работи, кога тоа ќе се увиди, мора да се работи и паралелно, значи како со насилникот, така и со жената која што го трпи насилството. Ние ги охрабруваме сите жени кои што трпат било каков вид на семејно насилство да се обратат во нашиот женски центар за поддршка и да ја добијат услугата која што им е потребна, таа помош и поддршка од нашите давателки на услуги, и на телефонскиот број за психосоцијална поддршка 075 255 154 и на правна помош 075 304 802. Секој работен ден од 9 до 16 часот. Ти благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата. Јас исто благодарам на можноста да разговараме на оваа тема, значи станува збор на вистина за сериозна тема, за тема која што буквално сите не погодува и за која што сите треба да реагираме, затоа што станува збор за една општествена појава, за која што јас често велам не смееме да молчиме. Од денешните разговори со моите две соговорнички, со Наташа Доковска и со Цветанка Камчева-Златева, заклучивме дека не се единствено жените жртви на семејното насилство, но најчесто жените го пријавуваат. Податоци за насилството што се врши врз мажите во рамките на семејството скоро и да не постојат или барем не се споменуваат. Децата исто така се непозната категорија за оние кои што се занимаваат со областа на семејното насилство. Научивме исто така и дека профилот на насилникот е разновиден, па затоа треба да се едуцираме, да го детектираме и што е најважно, пријавуваме семејното насилство. Жртвите на семејното насилство немаат доверба во институциите, па токму затоа се обраќаат кај новинарите, пошироката јавност или кај граѓанските здруженија. Исто така, во морето на реални случаи, односно реални жртви на семејното насилство, за жал постојат и такви кои што лажно пријавуваат семејно насилство со цел да наштетат на партнерот, односно на некој член на семејството. Ние, пред редакцијата на емисијата Мој збор, апелираме до сите вас да го пријавувате насилството во сите области и во сите сегменти, а особено во семејството. Не го толерирајте семејното насилство и обратете се за помош и поддршка. Ова беше емисијата Мој збор. Ви закажувам повторна средба следната недела.